Речиси, сите имаме слушнато дека калциумот е важен за здравието на коските. Сме чуле и за витаминот Д, но многу ретко се знае за вистинското значење и улогата на магнезиумот за создавањето на коските. Џабе се и калциумот и витаминот Д без магнезиум. Неговите улоги се регулирање на транспортот на калциумот, формирање на нова коскена маса, активирање на витаминот Д во неговата функционална форма, правилна апсорбција на калциумот, стимулирање на калцитонин и потиснување на парахормонот. Како што гледаме, навистина долга листа на функциите на магнезиумот за да имаме здрави коски. Меѓутоа, магнезиумот има многу повеќе улоги во нашето тело. Прво, тој е незаменлив за работата на над 300 ензими во нашето тело. Второ, придонесува за правилна работа на мускулите и уште го нарекуваат релаксационен минерал. Затоа многу често се присутни грчеви кога има недостаток на магнезиум. Трето, важен е и за работата на срцето и на крвните садови. Дури неговиот недостаток може да биде причина и за покачување на крвниот притисок. Кои се можните последици од недостаток на магнезиум? Замор, грчеви на мускулите, менструални грчеви, главоболка и мигрена, фибромијалгија, несоница, синдром на немирни нозе, депресија, покачен крвен притисок, остеопороза. Природни извори на магнезиум се лиснат зелен зеленчук, интегрални житарки и мешунки. Неопходен е секојдневен внес на магнезиум, а изголемени дози доколку веќе е присутен недостаток. За конкретната доза и потребата од суплементирање на магнезиум, консултирајте се со својот матичен лекар.